на пат за Витлеем. Денес започнуваме и физичко, и духовно патување. Денес го започнуваме 40-дневниот пост како подготовка за рождеството во тело на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Има многу да се истражува и научи во текот на овие 40 дена, особено за нас самите. Овој период е време одредено од црквата за да погледнеме вистински во нашата внатрешност, за да се подготвиме, удостоиме, да го поздравиме новородениот Христос на 25 декември, односно 7 јануари. Во овој период треба да одвоиме време за нас, за да направиме испит на самите себе. Како луѓе, да бидеме искрени со себе, можеби едни од потешките работи. Си кажуваме она што сакаме да го слушнеме. Си простуваме за грешките што ги правиме. Можеби дури и се обкружуваме со луѓе кои секогаш се согласуваат со нас или дури ни кажуваат што сакаме да слушнеме. Ако се навикнеме на некој од овие работи во нашите животи, не само што се спречуваме себе си од личен нараст, туку и се лишуваме од даровите што ни ги дава нашата вера. Толку многу луѓе велат дека треба да пазиме на Христос на Божик, но многу од нив не го пазат Христа во собствените животи. Верата не е наменета за да им кажуваме на другите во што да веруваат или да ги присилуваме да го прифатат она во кое веруваме ние. Пред се, таа е за да останеме цврсти во собствената вера и да имаме храброст да се преиспитаме себе си пред да судиме други. Таа значи облекување на Христа според заветите што ги дадовме на крштението и постојан стремеж за раз во верата и љубовта. Таа е за да научиме кои сме ние како христијани. Ако пристапуваме кон верата површно, само со одење на богослужби или повремено молење за време на оброците, го попречуваме својот духовен нараст и се оддалечуваме од Бога. А кога престануваме да растеме во верата, започнуваме да ги прифаќаме световните вредности: алчност, љубомора, омраза, гнев, похота, отмазда, завидливост, зависност, озборување, нарцизам. И како растение кое е запоставено, почнуваме да се расипуваме духовно. Таа расипаност се шири, влие и на другите околу нас, семејството, соседите или дури верниците од нашата парохија. Може би си велиме дека ќе има време за промена, како што често правиме, дека секогаш има време да ги поправиме нашите патишта, да се промениме, да се занимаваме со верата и со црковни работи. Но верата не е нешто што се прави или нешто за кое има простор за одложување. Ние не го наследуваме вечното спасение само ако имаме желба да бидеме добри или да се промениме. Мора нешто и да направиме. Мора да ја живееме верата. Овој период на пост не повикува токму на ова: да внимаваме на тоа што правиме и што зборуваме во секој момент од нашиот живот. Нашиот повик е да ги живееме и практикуваме делата на милосрдие. Треба да се грижиме за другите во секоја смисла на зборот. Ако не го правиме тоа или мислиме дека веќе правиме доволно, тогаш имаме многу работа во следните 40 дена. Сите се подготвуваме за Божик. Правиме листа за купување, менија за вечери, украси, забави и многу други работи. Но овие подготовки само не одвлекуваат од вистинската подготовка на Божитниот пост.
Си велиме дека имаме премногу работа, што може би е само уште еден начин да се избегнеме себе си. Може би тоа служи како уште еден начин само да си го кажеме она што сакаме да го слушнеме, за да не мораме да го правиме тој испит на нашата внатрешност. Може би се плашиме од она што ќе го видиме и ќе го најдеме. Уште повеќе може би и се срамиме од она што би му го подариле на нашиот новороден цар на Христовото раѓање. Точно е. Може да ја имате најубавата божитна елка, најдобрите подароци, совршена традиционална бадникова вечера, најпразнични забави, најубави слики и објави на социјалните мрежи, но ако сме расипани отвнатре, ништо од ова нема да ни користи и нема никакво значење. Сите тие стануваат површни. Сето тоа станува спектакл, шоу, се за да служи на целта да се чувствуваме добро, без да вршиме духовни работи потребни за вистински да ги сакаме и да им служиме на другите. Може би дури и на оние во нашите семејства. Верата значи работа. Ако сакаме да го задржиме и зачуваме Христос во Божиќ, треба да почнеме од себе. Само тогаш вистински ќе можеме да ја споделиме Христовата светлина со другите, и тоа со нашите зборови и дела. На пат за Витлеем.